Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Мал број на ученици и деца денеска присуствуваа на настава во училиштата и во градинките во Тетово. Доста заинтересирани млади невработени лица за мерката практиканство на Агенцијата за вработување. Ќе се контролираат моторциклистите во периодот кој предстои. СВР Тетово најавува сообраќајни контролни активности. Синдикатот за образование, наука и култура денес штрајкува со неизвршување на работните задачи на работното место и ќе трае се додека не се изнајде соодветно прифатливо решение за двете страни. Изминатава недела помина без преговори на надлежните и СОНК. Председателот на СОНК апелираше владата што поскоро да ги викне на преговори за да изнајдат решение кое ќе биде прифатливо за двете страни. Ви благодарам. Почитувани медиуми, почитувана јавност, денеска е првиот ден од штрајкот на Синдикатот за образование, наука и култура на Република Македонија и оваа пресконференција практично ја свикуваме да информираме јавноста, да ги информираме родителите, учениците, нашите членови, представниците на владата и другите засегнати од нашиот штрајк, дека според наша оценка и според наши сознанија се штрајкуваше во сите установи во Република Македонија, во сите установи во детските градинки, основните и средните училишта. Сакаме да истакнеме дека и голем дел на наши вработени, а не членови на СОНК, масовно се приклучуваат кон штрајкот што го организира СОНК. Мислам дека почетокот на овој штрајк е добра порака до надлежните, дека навистина овие дејности има сериозен проблем во однос на нивниот социјален статус и од таа причина масовноста на штрајкувачите е огромна. За волја на вистината мораме да споменеме дека во делот дејностите, односно поточно во делот на детската заштита и детските градинки имаме и посериозни притисоци и проблеми во однос на настојување на надлежните, односно на директорите на градинките, да воспитувачите по секоја цена влезат во детските групи, да се прекине процесот на штрекување и така натака. Многу пати споменавме дека ние не сме тие кои што ќе речеме децата да не се носат во детските градинки, меѓутоа уште 100 пати ако треба ќе кажеме дека процесот на штрајк никој не смее да го прекине, никој не смее да врши притисоци и од таа причина најавивме и кривични пријави против секој оној кој што ќе се обиде да го спречи штрајкот. Имаме особено изразена ситуација во детските градинки во општината Центар, во општината Карпош во градинката Орце Николов, во општината Валандово, во општината Гевгелија и во некои други општини кои што има помал број на штрајкувачи кои што морале да бидат на своите работни места иако се во штрајк. Јас го почитувам синдикалното право на штрајк, ги почитувам и тие што, но социјалниот диалог продолжува и мислам дека за брзо време ќе најдеме решение за оваа ситуација. Заради тоа што јас ќе повикам во најбрз можен рок ние да најдеме заеднички одговор на овие проблеми што ги имаме и наставата да продолжи сегде. Иако мислам дека во делот училиштата имат настава, но тоа не е целосна настава. Мал број на ученици и деца денеска присуствуваат на настава во училиштата и градинките во Тетово. И во тетовските основни и средни училишта денес штрајкуваат членовите на Синдикатот за образование, наука и култура. Председателот на регионалната единица на СОНК од Тетово, Зоран Грковски, вели дека поддршка добиле и од другите просветни работници кои потпишале изјава за солидарност. Притисок врз вработените бил пријавен само во едно училиште.
може да кажам дека 100% сите членови што се на СОНК се во штрайк. Меѓутоа поддршката е огромна и од останатите кои што не се членови на СОНК, меѓутоа голема благодарност и за разбирањето од надлежните институции на локалната самоуправа, голема благодарност до медиумите, до родителите и сите оние кои што ни дават поддршката. Има некои мали исклучоци кај што одредени луѓе вршат притисоци, меѓутоа тоа е многу мал број, скоро и многу небитен. Утрово поголем дел од учениците пристигнаа на училиште, а наставниците и професорите кои штрајкуваат беа во посебна просторија. Ние наставниците кои што сме дел од членството на синдикатот, кои што со децении сме, решивме да застанеме на страната на правата на работниците кои што ги зацртал СОНК. Како директор на ова училиште Братство Миđeni, односно подрачното училиште спортски центар, ќе го следиме известувањето значи на соодветното министерство, така да министерот како што се изјасни, така ние ќе постапуваме. Генералниот штрайк значи ќе трае додека да се исполнуваат нашите барања. Вработените сите се дојдени според распоредот што го има денеска. Не имаме наш простор за штрајкувачите. Штрајк имаше и во градинките, но децата кои пристигнаа беа згрижени. Значи децата се примаат во градинка, синдикалците се у посебна просторија каде штрајкува, а децата се згрижени од лицата што се со договор. Според тетовската единица на СОНК, штрајкот го поддржали просветните работници во училиштата во руралните средини. Практиканството е една од активните мерки кои се реализираат од страна на Агенцијата за вработување. Во Тетово има доста заинтересирани за оваа мерка, велат од агенцијата. Целта е да се поврзат младите невработени лица со работодавачите и да се намали невработеноста воопшто. Вмрежување на младите невработени лица и работодавачите преку мерката практиканство на Агенцијата за вработување. Мерката е активна од месецов, а нејзина цел е да се поттикнат младите невработени лица да се здобијат со работно искуство и да стекнат нови вештини. Од Агенцијата за вработување Тетово велат дека интересот за оваа мерка е доста голем. Ова е една мерка за невработени лица, а објавеното оглас е и за работодавачи и за невработени лица, затоа што тие ќе да направат обука кај некој работодавач. Со тоа што ова мерка имаат право да се вклучуваат сите млади лица до 34 години што немаат работно искуство и прв пат се вклучуваат во практична работа, соодветно со образованието што имаат завршено. Ако е правник, правни работи, а ако економиста, економски работи и ред други образовни професии што ги имаат завршено. Со тоа што кандидатот добива материјални средства, значи 3 месеци, агенција ги покрива, плаќање ги плаќа, износот е 9000 денари, вкупиот износ. Меѓутоа, од тој износ се одбива персонален данок и данок за осигурување во случај на повреда во работното место кога е на пракса. Значи, конкретно за кандидатот остануваат негде 7480 денари месечно, иде директно на сметка на кандидатот. Значи, фирмата не добива грантови од кај нас, па нема ни обврска да го вработи, ако има потреба да го вработи, може да го вработи, со поддршка со други активности што ги имаме наредно за субвенција на плати, да ги користат другите мерки што ќе следуваат на фирмите, постоечки фирми. И тоа кај фирмите што имаат бонитет, позитивен, завршна сметка, позитивна завршна сметка и да немаат намалување на бројот на вработени, значи предходната година. Покрај практиканството, агенцијата објави огласи за 2 други активни мерки, самовработување и раст на правни субјекти. Во продолжение деталите од случувањата регистрирани од секторот за внатрешни работи Тетово во текот на викендот.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот и 30 минути лишиле од слобода 36 годишникот Тетовско село поради сомнение дека претходно физички ја нападнал неговата 33 годишна сопруга. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 19 часот и 50 минути на улица Иво Лола Рибар во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 18 годишен гостиварец затоа што при преглед му била пронајдена марихуана, пошто бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува поднесок. Вчера вечер во 21 часот и 10 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Линденска во Тетово настанал пожар во патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, сопственост на 44 годишникот Тетовски Порој. Нема повредени лица, додека со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица пожарот целосно е локализиран. 30 годишна жителка на Гостиварско село вчера вечер во 23 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавила дека нецел час пред тоа на локалниот пат Здуње Дебреше во близина на поранешна фабрика физички била нападната од 36 годишникот Здуње, кој набргу бил повикан во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе следува поднесок. Ноќеска во 3 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека 25 годишен тетовец на улица Линденска во Тетово физички бил нападнат од едно лице. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска исто така во 1 часот и 20 минути 33 годишникот Тетово пријавил дека во гостителски објект во Тетовски Лешок физички бил нападнат од 26 годишникот ова село. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Од СВР Тетово информираат дека во сообраќајните контролни активности во следниот период повеќе внимание ќе се обрне на моторциклистите. Секторот за внатрешни работи Тетово покрај другите сообраќајни приоритети, овој наредниот месец посебен акцент ќе им стави на мотоциклистите, кои деновиве се поприсутни на Тетовско-гостиварското подрачје. Со цел нивна поголема безбедност, повторно се апелира задолжително да ја поседуваат и носат пропишаната заштитна опрема и пред се заштитен шлем, односно кацига. Зошто оние кои ги управуваат мотоциклите без ваква опрема ќе се соочат со соодветни поднесоци и парична глоба од 45 евра во денарска противредност. До нив се апелира исто така на време да ги регистрираат мотоциклите, бидејќи паричните глоби за истечена регистрација се движат од 100 до 500 евра, а доколку мотоциклите не се регистрирани повеќе од 6 месеци, предвидено е одземање на истите до 90 дена. Ако пак се управува без соодветна категорија, глобата изнесува 250 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово ги подсетува мотоциклистите да внимаваат на бучавоста што ја создаваат, доколку се утврди поголема бучавост од дозволената, законски предвидено е одземање на мотоциклите исто така до 90 дена. Полициските службеници на СВР Тетово веќе ги засилија планираните контролни активности, кои во наредниот период уште повеќе ќе се интензивираат, како и контролните активности во чие средиште ќе бидат пешаците, односно како кон нив се однесуваат возачите, но и како тие се однесуваат во сообраќајот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!